Нехер до кого стануваат затворени резервациите? Зависи од агенцијата што ги резервирала. Да Хазира направи список. Ворете, јас ќе проверам. Бато појраз во седмицата имало проблем со струјата. Добро, ќе одам. Што се замислуваш дека правиш? Ке направам се што треба за да ме сослушаш. Не се глупирај, дај ми го. Не. Хазиран, ништо од тоа што ќе го кажеш не е важно за мене. Дај. Барем ке ми дозволиш да ти објаснам појраз во ред? Не сакам објаснување, дај ми го. Ке ме сослушаш во ред, нема да излеземе од собава без да ме сослушаш до крај. Ако треба денови нека поминат, јас пак истото ќе го кажам се додека не ме сослушаш. Нема да те слушам. Во ред? Види, Хакан и газдата ми измамија во ред, рекоа дека си злобен човек, дека сите на островот те мразат и дека го попречуваш развојот на островот, така кажа. И тоа беше добра маска за твојата амбиција и кариера, така? Не сум малчна по пари, во ред, не ги украдов билансите за пари, дури не знаев дека ќе ги злоупотребат билансите. Зошто го направи тоа, а? Зошто го направи тоа? Кажи ми за возврат што ќе добиеше, кажи. Имаше една позиција за која мислев дека ја заслужувам. Во Токио е. Колку убаво, колку убаво. Сигурно знаеш дека ја заслужуваш таа позиција? Апсолутно ја заслужи затоа што заврши многу важна работа. Оди смести се во Токио. Што бераш уште овде? Затоа што не е ништо поважно од тоа да ми простиш и јас до крај ќе ти раскажам се како беше, а ти ќе ме сослушаш појраз. Никогаш нема да те слушам. Ќе ме сослушаш. Ќе ме сослушаш. Пегава Готико. Мене веќе ми истече рокот во овој хотел. Дојди ваму да се поздравиме во работна атмосфера. Денес утре ќе се поздравиме и дома. Не мораше ти да одеш затоа што ти дава Хазиран? Кукло моја, па тој мизантроп нема да ме држи овде. Не сака ни примерок од наш ДНК на овој остров. Гледај ја да ти Хазиран, каде е? Дури не доаѓа во хотелот. Паметна девојка, директно во брод за Истанбул. Дај Боже, не сакам вика да ја видам. Не сакам да ја видам. Дај Боже ли рече пред малку моја ала турка Готика? Браво, сполајмо, ги учиш тие работи. Пардон, изгледа има караница во соседната соба. Фрлаат и кршат некои работи. Може да помогнете? Во која соба сте сместени? Во соба број 5. Број 5. Ама до вас е број 7, таа е празна. Во ред ќе се погрижиме. Во ред, ви благодарам. Ниска позиција. Да не си примил нелегални гости во соба број 7? Таму ќе разговараат да Хазиран и Бато појраз. Што? Синко, па ти собата си е претворил во арена за гладиатори. Леле, што не снајде, готови сме, готови. Ѓорке, врз основа на нашата променлива позиција на островот и некои стратешки одлуки... Девојко, па ти за надворешна политика ли читаш рано на Сабајле? Хотелот гори. Што? Ајде. Види, јас полудев кога дознав дека ти си човекот на кој му наштетив, не можев да живеам со тој товар и се вратив. Значи ти за мене се врати на островот, така? Да, за да ја исправам грешката. Престани да лажеш. Јас само еднаш те излажав појраз, еднаш. Што значи само еднаш те излажав? Ти ниту ми кажа дека си ги земала билансите, ниту ми кажа дека се познаваш со Хаканот порано. Не, тоа Хакан го кажа во ред, јас само молчев, појраз. Појраз, се ке ти раскажев во ред, ама се плашев дека вака ќе се однесуваш. Се уплашив да не уништиш се пред да го отплатиш долгот, затоа молчев. Тебе не ти е гајле за мојот долг. Ти само заради долгот на мајка ти дојде овде. Мислиш, не знам? Дете ли има пред тебе? Рече ќе ми плаќаш кирија за хотелот, ќе си ја чистиш совеста, нели? Лага ли е? Не е ли така? Не. Не. Како не е Хазиран? А дали прислушкувањето се смета за јавна дејност? Не се глупирај, Ѓорке.
Ама многу се бучне, мајкино. Затоа што се лудо заљубени еден во друг. Дали да тропнеме на врата? А повели, дојди, ајде. Поерас ке те отепа. Да викнеме пожарникари. А тие не интервенираат во љубовни пожари. Да, требаше да го отплатам долгот на мајка ми, ама мојата цел беше ти да го отплатиш кредитот, појраз, верувај ми. Појраз, погледни ме, гледај ме во лице, вистината ја кажувам, во ред, направив една грешка, да, ама многу се каам, многу. Сега нема корист од твоето каење, разбра? И никогаш нема да има. Ти не ме ни гледаш во лице. Зарем не гледаш колку се мачам, колку се трудам околу тоа? Што ако се мачиш? Ти не ли ми излажа гледајќи ме во очи? Не. Буквално ме измами. Не. Зошто ме бакна првиот ден кога дојде, а? И тоа ли беше задача од твоите газди? Нехир се сомневаше. За да не ја дознае вистината, реков дека сум заљубена во Појрас. Кога таа рече докажи, Значи тоа беше лага, така? И тоа беше игра, нели? Леле, се искршија во собата, ми ги уништијат зидовите на светлоси на боја рано наутро. Ти навистина сега мислиш на тоа? Не смееме ни со полиција. Ти навистина се глупираш. Не може вак. Ке прошетам малку одзади, добро? Покрај прозорецот, Застани, ајде. Ѓуркем, што ќе правиш? Застани! Па зарем не ги слушаш ти? Нема да кажат ништо за да се навредат меѓу себе. Никогаш нема да кажат, на вистина. Да, луди се, ама девојката има право. кога ги испратив билансите, не знаев дека ти си тој човек. А каква врска има дали сум јас или не сум? Кажи ми тоа. Ти и друг човек ли ги уништеше само затоа што е строг и нервозен? Појрас, јас ништо од тоа не гледав пред да дојдам на островот. Бев заслепена со амбициите за кариера, ама веќе се променив. Гледам се, јас се променив. Промена не постои никој. Никој не се менува во ред. Не ми го прави тоа. Немој покрај сето тоа што го Ние доживеавме, ништо не Појрас. доживеавме. Разбра, ништо не доживеавме. Само јас така мислев. Ама веќе се освестив, Хазиран. Јас веќе отворив очи. И ти си иста како Хакан. Не смеш да ме споредуваш со Хакан. Точно. Точно, ти си бетар од Хакан. Бегај! Душа, овие соби имаат поглед кон морето, нели? Бето, Хазиран? Хазиран, Скаменете е. Нехир, купи билет за Хазиран. Со првиот трек нека си оди. аман бе убава кирко моја, појадок ми спремила мојата принцеза. Дојди седни, ајде вредна кирка моја, дојди седни. А јас да го ставам чајот, ти сигурно си уморна, дојди седи. Ајде јас ќе ти ставам сега едно убаво чајче. Прв пат ли ти подготвувам појадок? Секој ден се мачиш за да ги завршиш сите работи по дома. Многу те жалам, бе Розо, моја убава, многу. Барем дали некој го цени тоа? Како да не го цени? Како да не го цени? Младоста ти помина готвејки за татко ти, бе душо моја. Младоста ти помина. И јас, поради тоа секој ден се обвинувам и си велам, абе старец бе, девојчево не може да живее. Тато, зошто си толку тажен рано наутро? Јас не сум сама, имам куќна помошничка. Ако?
Јас да не бев вака сам, ти ке можеше да живееш како што сакаш, Керко. Ке имаше многу повесел живот, нели? А и нели би сакала такво нешто? Да. Да беше мама жива, се ќе беше поинаку. Секако. Мајка ти да беше жива, се ќе беше поинаку, Керко. Нека почива во мир. Животот мора да се живее. Мене веќе ми дојде време да изберам жена, дури веќе ми е доцна идел. Мислиш да се жениш, тато? Секако. Керко, идил, пи вода, Керко. Планираш да се жениш, тато, како можеш тоа да го правиш? Керко, само реков дека сакам да се женам, не реков дека утре ќе биде венчавката. Ти размисли малку околу тоа, навикни се на такво нешто во мислите, знаеш, ќе имаме уште многу време, ќе разговараме околу тоа. Ајде, јас веќе доцнам, пријатно. Се гледаме, Керко, ајде, убав ден, злато. Тато! Со кого? Тато, имаш ли кандидат? Тато! Ти резервирав место на траектот. Откажи го. Не одам. Ке одиш. Не сакам да те гледам веќе овде. Тогаш подобро почни да се навикнуваш на тоа, бидејќи нема да одам. Зошто не одиш? Нели ти заврши овдешната задача? Оди да си ја подигнеш наградата, дали ќе одиш во Токио или на друго место, не знам, ама тука нема место за тебе. Има. Половина од овој хотел се уште е мој. Ке го купам твојот дел. Не го продавам. Хазиран, нема да имаш мир на островот. Прави што сакаш. Јас сум воин во душата, нема да се повлечам без борба. Ти ќе ја изгубиш војната. Ке видиме. Појрас али остјур. Сакаш да останеш овде за да го вратиш долгот на мајка ти? Ха? Еве јас ти ветувам. Се што ќе заработам пола тебе ќе ти испратам во ред. И јас не сум како тебе, ете ти ветив. Значи не ги лажам луѓето. Не сакам пари кои не сум ги заработила во ред. Освен тоа, долгот на мајка ми не е единствената причина што останувам овде. А што сакаш поточно, а? Кажи ми што сакаш. Ако мислиш дека нервозата ќе ми помине со тек на време и ќе ти простам, знај дека тоа никогаш нема да се случи. Никогаш нема да ти простам. Кога и да те видам уште повеќе ќе се нервирам. Сакам да ми простиш. Тоа веќе е најважно од се. Така ли? А јас те предупредувам. Ке правам се што треба се додека не те отстранам од овој остров. Не сакам да те гледам овде. Не сакам да те гледам. И јас до мојот последен здив ке се борам да останам овде. Дали сите го слушнавте ова? Да повторам за тие што не слушнале. Хазира не лажга. И прави се за својата кариера. И некое време ќе се вртел околу хотелот, додека не замине од островот. Од сега натаму се ќе биде како порано. Ништо нема да биде како порано. Вратете се на работа. Што ме така, ајде. А ти каде вака? Кукло, средината е полна со динамит, гледаш и ти. Јас полека да си се вратам на работа. Добра си? Уште не се распарчив. Камен човек. И онека срцето ти го распарчи. Знаев дека еден ден ова ќе се случи. Ама не знаев дека толку ќе тагувам, Бириджик. Не се. Никогаш нема да заборавам зошто дојдов на островот. Појрас и да сака и да не сака, јас ќе ја постигнам мојата цел, бидејќи никогаш не играв за да изгубам.
здраво. Одевде ја проверам тетка Алија и случајно застанав пред прозорот на Хазиран. Да, Идил. Не ми изгледа дека заминала. Не се оцели, да. Значи сега за сега. Како? И покрај тоа што и ги свали работите надвор? Изгледа игра на продолжетоци. Навистина не ми се верува. Не ми е јасно како може човек да остане кога знае дека никој не ја сака. И мене не ми е јасно, Идил. Се гледаме. Се гледаме. Зорба. Тетка Алија. Идил. Добре дојде, ќерко. Добро те најдов, тетка Алија. Сиротото ќе умре пожешково, вака лежи. Душа моја, и нему му е жешко како на луѓето. Да му го дадам ова. Јас ќе му дадам. На здравје, душо моја. Не ми се верува, тетка Алија. Ем виновна, ем силна. Рекла, нема да одам од островот. Со сила ли? Кој? Хазиран. Сега зборував со Појра, сакала да игра на продолжетоци, така реч. Како ќе остане кога се излезе на виделина? Ете, изгледа, мисли дека му се допаѓа на Појра, што знам. Ако остане на островот, ќе го смири Појрас и тој ќе и прости, изгледа тоа го чека. Покрај тоа што го слушна, Појрас никогаш нема да и прости, И никогаш. јас така мислам, ама ете Хазиран ќе го притиска. Дома во хотелот, секаде се еден до друг и ќе се обиде да го убеди. Јас знам како да ја истерам од островот. Да одиме малку на кај плоштадот. Што ќе правиш, тетка Алија? Ќе видиш. Оди донеси ми ја ташната од собата. Во ред сега. И чевлите ми се таму, донеси ги тука да ги облечам. Значи не одиш, а? Нехир. Нехир, се извинувам што те разочарав, душо. Што ме направи магарица? Не е така. Лажеше кога рече дека си заљубена во бато Појрас, така? Тогаш беше така. Ама Јас сега... мислев дека сум многу итра, но јас сум била наивна како мајка ми. Ова се моите последни зборови за тебе. Од сега веќе не постоиш за мене. Во ред? Така. Заврши. Ке ми го дадеш доцието за резервации? Нехир, јас уште сум ортак на хотелот. Садик, оди веќе. Нема да одам, брате, боже. Ки си одиш, брате, разбра, ки си одиш од овде Ти ли си чувар овде, брате? Чувар Што сум, се да, случува ајде. овде? Хакан, уште безобразно шетани со островот. Не, брате, ти нема да поминеш, ти велам. И ти велам, брате, ама тоа ми е мене од навика, инаку ти не си мој брат. Абе, Садик, не се глупирај, пушти ме да поминам, боже. Што се случува овде? А што може, Хакан сака да помине, а ние не му даваме. Тетка Селма, ке им кажеш нешто, те молам. Мене не ме мешај, Хакан. Не ме мешај. Добра сум и веднаш тетка Селма, па тетка Селма. Од сега и јас сум гневна. Ете пак срцето не ми издржува. Синко, зошто уште стоиш овде? Оди веќе. Ако те види Појрас, бога ми ќе те растрчи. Нема да одам, тетка Селма. Кога веќе се излезе на виделина, дозволете ми на мир да си ја завршам работата, ве молам. Освен тоа, островот не е само на Појрас, нели е така? Сака да умре тој. Господ да ти даде памет, синко, што да кажам? Садик ништо не му кажува на Појрас да не се нервира Ти повеќе. не грижи се да Селма. Синко, оди бе, Нема ајде. да се мрднам, брате. Бурак, вратата на магазинот е расипана. Внимавајте кога влегувате и излегувате. Се заклучува. Добро, бато.
Не требаше така да им кажеш на вработените. Во ред, сега никој нема да ме сваќа сериозно. И онака лажговците никој не ги сваќа сериозно, нормално. Дали е набавено се за денешната резервација за вечера? Дали му треба нешто на мајстор Мухсин? Мајстор Мухсин не е овде за да слободен ден. Кога тоа? Пред малку. Ти му даде слободен ден на мајстор Мухсин на денот кога имаме резервација за 15 луѓе? Цел хотел ли ќе го уништиш за да ми сврлиш одовде што ќе правиш? Светот не се врти околу тебе, во ред? Човекот имаше свадба кај еден роднина и јас го ослободив. Што има лошо тука? Добро, а кој ќе готви јадење? Рибите јас ќе ги спремам. Не е само риба. Кој ќе ги готви другите јадења? Ти готви. Би кажал, ама не можеш. Ти само знаеш да нарачаш од надвор и да ги искористуваш луѓето. Толку. Добре, дојдовте. Добро ве најдовме. Девојко, во ова време ли се доаѓа на работа? Ти си келнерка. Рече работното време стандардно. И? Значи, јас кога работев кај татко ми, во ова време одев на работа. Бириджик, имам една вест за тебе. Ама издржи во ред. Јас не сум ти ни мајка ни татко, јас сум твојата газдарица. Во 8 ќе дојдеш на работа. Добро. Земи го ова. Немаш друга боја? Нека е со помин, тетка Алија. Благодарам, черко. Ај, Господе Боже. О, добре дојде султанке, за Арно да е. Добро ве најдов, Повели, добро ве дојди. најдов. Како си? Добро сум, дојдете, повелете. Ти сега оди викни ги, сите еснафи. Нека дојдат да ме видат. Добро, тетка Алија. Тетка Алија? За Арно нека е. Таа девојка рекла дека ќе остане на островот. Да оставиме без вода и леп, па да видиме како ќе остане. Не разбирам. Ништо нема да ја продадеш на таа Хазиран. Никој нема да ја продаде. Вели еден артичок и срцевина од артичок. Срцето ли да го извадам или посебно да го купам? Дај му го на појрас, тој ќе му го извади срцето. И онака цел ден вежбаше на твоето. Нема да се расправам со него, треба да се фокусирам на работата. А јас на кој газда да се фокусирам, тоа не знам. Добивам негативна енергија од карираната кошула. Деновиве не ми изгледа многу стабилен. Не плаши се, тебе ништо нема да ти направи, неговата мака е со мене. Слушај, знаеш што ми текна? Може ли хотелот да го поделиме на 2 дела со завеса? Од едната страна ти, од Не другата се глупирај, Ѓорке. Прво по млеко ќе одиме во месарница или на пазар, од каде да почнеме? Да си ми жив и здрав, Јусуф. Нели разбра што ти реков? Разбрав, тетка Алија, разбрав. Нема вода за таа градска девојка ниту кога врне. Поздравија, Хаджер. Го спремив златникот на малиот. Ќе ви дојдам некој ден. Ајде. Добро, ајде, остани со здравје. Ајде, до гледање, пријатно. до гледање. Бога ми се зачудивме кога слушнавме. А вака изгледаше како добра и мирна девојка. Самракот на човекот е во него. Ако не пукне како лубеница, нема да се открие. Од сега... Нема лубеница и диња за неа. Народе, треба да се одмазиме за појрас, инаку што фајде што сме со граѓани. Право си до крај. Јадењето ми е на шпоред. Наредувај. Абе, Садил, ако слушнам дека Хазиран се вози на твојот велосипед... Не, нема да се вози никако. Ке кажам, смената ми заврши, ке ја излажам и нема да ја земам, не грижи се. Што е тоа, бе? Така велат таксистите во Истанбул, да смената ми заврши и не ги примаат муштериите. Разбираш, ете такво нешто ке кажам, ама можам да го земам Ѓоркем, нели, бидејќи најмногу ми се исплаќа со него. Безобразен. Наредба. Губи се. Готово. Ај, видиме, целата се наежив. Жената била како држава. Таква е тетка Алија. На островот нема ниту еден човек на кого таа не му помогнала. Сите многу ја почитуваат.
Што ме толку добра, тогаш зошто така зборува за Хазиран? Тоа е друго, ма. Да не го допреш нејзиниот внук. Ако го растажиш појраз, тешко тебе. Значи, Хазиран не оди. И да сака и да не сака мора да си оди. Мисли дека е многу амбициозна. Ама ќе покажам дека ова не е плаза. Ова е мој свет. А во мојот свет веќе нема место за Хазиран. Не се ќе одам кај Бато Ихсан, треба да купам риба. Доаѓам и јас со тебе. Ајде. Да, кога дојдов на островот, ништо не знаев освен да нарачам преку интернет. Ама се навикнав на островот, нема да дозволам Појраз да ме изфрли од овде. Да се разбира, Душо. Па не живее само Појраз на островов. Сите ќе ти помогнат, не грижи се. Токму така. Островјаните се многу добри луѓе. Добар ден, а Ирлија работа? Ке земеме 2 кила кашкавал и 50 јајца. Немаме кашкавал. А ова тркало за камион ли е? Расипане, не го продаваме. Не се, Душо, ке издржиме без кашкавал, тогаш јајцата да ги земеме? Нема ни јајца. Како нема? Ете ги овде. Скршени се тие. Ама мене ми изгледаат многу здрави. Ете, скршени се. Аларм за луд. Бегај, бегај, Бог да чува, бегај. Мојата омилена песна. Ха, секако. Ти не сакаш вакви песни, нели? Така е Појраз, а? Јасно е. Што е јасно? Песната. Сте ја слушале со Хазиран. Каква врска има? Ме боли главата, многу бев зафатен денес, не сакам музика. Пушти ако сакаш. Многу ти го скрши срцето, неле? Кој? Хазиран ми го скрши срцето? Како прво личноста која ќе ми го скрши срцето треба да е сосема поинаква. Значи, таа не е Хазиран. За среќа, дознав на време. Што име денес на сите островјани? Што и да прашам, или нема, или е расипано, или е продадено? Човекот го обесил телето, го украл се со карамфил и со зачини, а ваму вели нема месо, како да му веруваш едноставно? Ѓорке, ти таа нервоза да ја покажеше пред каса по дворет? А ти рече, така ли, ви благодарам, се извинувам и излезе. Сакав да му се развикам, но не ми дозволи. Човекот имаше сатар во раката, што да правам? Некои луѓе ќе ги викаш Ага и Паша. Слушај, ваму нема да го ризикувам животот за нив. Добро. Здраво, добар ден, на Ирлија работа. Ни требаат 5-6 кила артичок. Извини, сите се продадени. Продадени? Во ред, тогаш да земеме малку домати, пиперки и малку тазе кромит, сигурно не се продадени и тие, така? Сакаш ти верувај, сакаш, нема, сите се продадени. А како ќе направам салата без тазе кромит? Ќе направиш, Душо, ќе направиш. Оди, Хазиран. Него тоа. Ѓоркем, што Пушти го, пушти. Ѓоркем! Трчај! Види го, повој! Слабетка да одиш, цеби ги парите, избери го ова. Ѓоркем! Вози! Нели луѓето на овој остров си помага едни на други, каде се сега? Бога ми, јас ќе бидам искрен, од сега веќе никој нема да ти даде ништо на овој остров. Зошто? Затоа што се од страната на Појраз? Добро, ова го кажувам затоа што досега ми даде многу пари за таксито, ама те молам никому да не си кажувам. Во ред, ајде кажи. Тетка Алија ти стави вето. Вето ми стави? Да. Од сега никој ништо нема да ти продаде и да ти даде. Чекај. Ти дали знаеш дека ми ставиле вето поради Појраз Алиозѓур? Еснафот ниту тазе кромет не и дава на Хазиран.
Тогаш браво за островјаните. Ова запамти го добро, во иднина ќе ти користи како поука. Ако на некого му нанесеш зло, како да си му нанела на цел остров. Така нема да умрам. А кој сака да умреш? Оди си од тука. Живеј каде сакаш. Јас веќе не сум човек од плаза, појрас али остјур, добро би било да се навикнеш. Ке видиме, бато, ке видиме. Ајде се гледаме. Селма? Зошто толку рано го затвори дуканот? Ќе одиме на пазар со Нехир. Твоите пантолони се готови, вечер ќе ти ги испратам. Господ да те благослови, и кога ти е најтешко секогаш ни се наоѓаш, секогаш. Како оди животот освен работата? Нели и ти слушна за тој скандал? Како деца се каравме со Зенеп. Не бе, каков скандал сега. Нормално е тоа меѓу сестрите. И се карате, и се сакате, тоа е. Не, освен родителите немаме ништо заедничко. Не зборувај така. Ти и Зенеп, кого имате освен самите себе? Вие сте две сестри и две внуки. Не се откажува толку лесно од семејството. Ама таа се откажа од нас пред многу години. Ете, ја се врати. Се врати. Се врати и животот не го преврти наопаку. Не ни даде мир. Бог да ми прости. Зенеп веќе не е истата Зенеп. Сака да ги поправи грешките од минатото. Променета е. Ти од каде знаеш, Латив, дека Зенеп се променила? Ете, тој ден кога сте се скарале вие двете, случајно се сретнавме ние, па седнавме и разговаравме и многу беше тажна. Секако дека е тажна. Тажна е затоа што се посрамоти пред сите. Зашто друго? Не е така. Дај уште една шанса ти. Прво нека се извини, после ќе видиме. Аман, немој така ќе видиме, бе. Ние тоа го кажуваме пред граѓаните кои сакаме да ги откачиме, знаеш. Продавачот пред очите на Хазира ги скршил сите јајци и рекол, јас тебе не ти продавам јајца. Ај, многу ми е жал, искршил толку јајца. Значи, велам, требало поглава да е мама Хазиран со тие јајца. Веќе сум многу сигурна, Хазиран и 5 дена нема да издржи на островот. Брзо ќе си оди. Што е? Чичко Латив. Значи шнајдерката Селма била. Кој? Жената со која татко ми рече дека ќе се венча. Пак ли ќе се венчава Чичко Латив? Спомена такво нешто, ама нема да се венча. Нема да дозволам такво нешто после мајка ми. Чичко Латив и шнајдерката Селма и Чичко Латив, бога ми. Амен, господе, никогаш не имало такво нешто на островот. Ако е тоа вистина, се колнам, со низините ножици ќе ја распарчам. По мајка ми никој нема да стапне во нашата куќа. Кажи и да внимава. Чека да видиме, прво да се увериме. А ти почни да ја следиш во ред. Пардон. Бириджик. Добре дојдовте. Што да ви донесам? Ти ми изненадуваш на мојот прв работен ден. Пардон. Може да добијам сок? Малку подоцна, сега сум зафатена. Сега ќе ви донесам. Купивме риба со појрас и овие ги донесов за Мелиса. Многу ги сака. А за мене нема? Твоите риби специјално ќе ги изготвам за тебе. Се шегуваше. Мелиса? Не сакам риби од тебе. Оди изеди ги со твојата девојка. И не сакам вака да се лигавите во мојот дуќан, разбравте? Амен, господе, никогаш не имало такво нешто на островот. Не се шегувам, И немој на муштеријата да му кажеш дека си зафатена. Строга газдарица. Раскажи ми за газдите од хотелот. Што направи појрас? Дали се смири малку? Се увери дека Хазиран не го направила тоа со некоја злонамера. Не сакам во мојот локал да се зборува за Хазиран. Ние сме лути и гневни кон неа. Немој пред мене, Бириджик. Може да е причина за да те отпуштам. Значи, кога ти ја фалиш Хазиран, јас се ладамот. И вела, добриот човек доаѓа само кога ќе го спомнеш. Ако те прашам, дали имаш островски колачи?
Ти ке кажеш нема, нели Мелиса? Судејќи по погледот оваа ни вода нема да ти даде. Имам сладки за целиот остров, ама тебе не ти продавам. Не им даваме сладки на тие што не разочарале. Твојата другарка претрпе секако вид на мобинг, Бириджик, и ова ќе го издржи. Ти не си моја другарка. Што? Тоа што му го направи на Појрас, тие лаги. Молчев затоа што си ми другарка, ама не можам веќе да издржам. Од сега не сакам да зборувам со тебе. Бириджик, што зборуваш? Тип на човек што најмногу го мразам. Тие се откажуваат од своите другарки кога ќе фатат дечко. Треба да те фатам за коса и да те влечам низ островов за да извлечат поука сите од тоа. Сериозно така мислиш, Бириджик? Да, сериозно така мислам. Јас сум веќе од страната на островјаните. Добро ли слушнав? Чија сакана е? Слушај вамо. Ја знаеш твојата фотографија со витка на коса на која си како црнкиња, ќе ја ставам на интернет. Ѓорке, не смееш да го направиш тоа. Ќе го Ѓорке, направам. нема потреба. Во ред остави ја. Нека е жива и здрава. Ајде. Ајде, душо, ајде. Мамо, денес тетка Алија ги викнала сите еснафи и им рекла од сега ни вода ни леп да не ја давате на Хазиран. Боже, боже, што ќе јаде детево? Бога ми, од сега единственото нешто што треба да земе да Хазиран е билет за Истанбул и тоа во еден правец. Оф. Зошто овкаш, мамо? Тоа не е ништо во споредба со тоа што му направила да Хазиран на Бато Појрас. Во право си, мајкино, во право си, ама ете сепак ја жалам девојката. Немој да ја жалиш, мамо. Таа дали не жалеше кога лажеше и не гледаше во очи. Бога ми, не ми се верува. Уф. Ете и ти почна да овкаш. Каква врска има тоа? Не овкам. На секој чекор се нервирам со Бириджик Хазиран. Нема да ја оставам без да ја искубам косата. Мене не ме интересира, немам меко срце како тебе. Дај. Хазиран, Тето, не зборувам со тебе. Земи го ова. Земи. Слушај, оваа Селма е душа од човек. Ти само седи овде без никаква мака. Цел остров е против ќерка ти, а ти седи овде вака. Што се случи? Тето, нели ти сакаше да Хазиран да ја земеш од овде? Сега е време за тоа. Земи ја да Хазиран и одете. Што и направиле на Хазиран? Ах, моја тетка Алие, ах, добра си, ама воедно си многу сурова жена. Што се случило?